Стотина љубители на книгата се собраа на булеварот на книгите за да го купат долгоочекуваниот роман Бездомникот со златен часовник. Меѓу присутните беа и пријатели на авторот, гости и професори. Конкретно оваа приказна ја пишувам некои 5 години, така не константно. Меѓутоа целото создавање од првичната идеја до последната точка траеше толку. Инаку јас сум студент на економскиот факултет во Скопје. Верувам дека сите нешта може да станат интересни доколку човек доволно длабоко навлезе во нив. И така некако најдов спој меѓу економијата и пишувањето и мислам дека тоа што имам нешто друго настрана од пишувањето ми дава нека оддишка и ги прави зборовите нешто на што едва и чекам да се посветам. Која е приказната позади романот? Приказната за романот почна со првичната идеја да напишам нешто за некој бездомник и тоа како се снаоѓа во животот и израсна во нешто што сосема не очекував да израсне. Се работи за човек кој што се обидува да си го најде својот пат и се губи некаде покрај тој пат. И во неа може да се пронајдат сите обични луѓе кои што некаде некогаш се обидувале да успеат и при тоа ги изгубиле вистинските вредности кои што нели требало да им бидат воделка во животот. Ако погледнете колку луѓе дојдоа пред клубот Матица за оваа промоција, слободно може да се каже дека македонските читатели добија дело кој е сериозен кандидат за признанието Роман на годината. Од клубот Матица предвидуваат дека ова дело ќе доживее голем успех. Денеска негде слушнав дека се појавил македонскиот Гиом Мусо во женска варијанта. Ја би рекол дека ова е романот на годината. Ова е откритие на годината и да бидам искрен, мислев, очекував, меѓутоа сега сум убеден дека овој роман ќе биде најпродаваниот роман и ќе одбележи 2015. По церемонијалниот дел од промоцијата, присутните останаа на прославата на која сите уживаа и се забавуваа. Доколку сакате да дознаете колку гревови Бездомникот со златен часовник е подготвен да плати, дојдете во клубот Матица и купете оваа книга за вашата колекција.